Северна Македонија без република. Вака е запишано во графата за место на раѓање во новите српски пасоши на државјани на Србија, кои имаат македонско потекло. Во старите пасоши досега, за место на раѓање стоело Република Македонија. Македонците во Србија не можат да добијат одговор, па помош побараа од Алфа. Во електронската пошта испратена до нашата телевизија, покрај сликите, прашуваат отворено. Зошто го нема полното име? Ние сме република, а не област. Северна Македонија? Сакаме да знаеме дали е ова правило што произлезе од Преспанскиот договор, а не го знаеме. Има ли грешка и каде да ја бараме? Логиката вели оти српските власти би постапиле онака како што е договорено со македонската страна. Зошто го нема зборот република во целото ново име на државата, конкретно во српските пасоши? Дали ова е со амин од македонските власти, некаков правилник или договор? Алфа се обрати до Министерството за надворешни работи. Оттаму ни објаснија дека Преспанскиот договор тоа го дозволувал, дека можело да стои и со република и без. Изборот бил на државата во која македонците живеат. Посебни насоки не постоеле. Долгата и кратката форма на името на државата се подеднакво валидни. Која од нив ќе биде искористена во конкретен случај во зависност од просторот кој го имаат во одредена ситуација е избор на секоја од земите. Не е во наша надлежност да одговараме за нивните одлуки или решенија во нивните документи. Не постојат договори или правилници од тој тип. Иако ова за македонските власти е само техничко прашање, во ситуација која беше по секоја основа чувствително прашање за македонците, брешењето на зборот република, што инаку е опис на уставното уредување на земјата, не е за занемарување. Официјалните имиња на сите држави ги содржат термините република, кралство, сојузна република и слично, што ги разликува од географските области и ја отсликува нивната сувереност.